ако додека се адвокати, не може да членуваат во ниедно друго здружение на граѓани, во ниедна невладина организација, во ниеден сојуз, федерација, што и да е. Да, во здружение на маратонци. Или риболовци, или да. Ако се чита дословно ригидно, така излегува. А истовремено има голем број не знам колкав точно, но има значителен број на адвокати од Македонија што се членови во странство на други здруженија. Меѓу нив е поврзани со адвокатура? Да, поврзани со адвокатура. Едно од нив е на пример International Bar Association, меѓународна адвокатска комора со седиште во Лондон. Статус така се вика, но е невладина организација. И другата е меѓународната унија на адвокати со седиште во Париз. Ние, иако немаме ништо против тие колеги лично, ние за да се покаже абсурдноста на тој член, ние пуштивме дисциплински пријави против тие што со прост Google search ги најдовме. Пуштивме дисциплински пријави дека го кршат членот 8 од статутот. Пољаците викаат дека ако не знаеш што е проблемот најверојатно се парите. Тоа дека адвокатите мора да се членови на адвокатската комора е неспорно, бидејќи адвокатската комора е таа што ги доделува лиценците. Ние како здружение ниту сакаме, ниту можеме да издаваме или да одземаме лиценци. Значи, не знам, најверојатно се работи за некој страф од некаква потенцијална идна конкуренција, не знам како да го наречам тоа. Идејата, иницијативата Отворен Балкан подразбира слободно циркулирање на пазарот на трудот. На сите, да. На сите. И сега тоа не е некој дека измислил нова идеја, тоа е копија на тоа што е во рамките на Европската унија. Значи, во рамките на Европската унија адвокат од Бугарија може да застапува во Италија, ако го знае јазикот или ако се ангажира преведувач. Значи, тоа не е нешто ново ние што го измисливме и не знаеме ни воопшто дали би успеале во тоа лобирање. Ние само се залагаме. Тоа е исто како што има здруженија на граѓани што се залагаат за нешто што сега е нелегално да стане легално. Например, здруженијата што се залагаат за легализација на канабис. Значи, некому му се допаѓа тоа, некому не. Но самото действување на тие здруженија не е нелегално. Не го руши уставниот поредок, не повикува на воена агресија. Тоа ние не тврдиме дека би успееме. Наша цел е да се обидеме да лобираме, а тоа е сепак политичка одлука. Дали нешто Тоа е на ниво на меѓународен договор меѓу 3 држави во моментов. Можеби во иднина ќе се прошири на повеќе. 3 држави од Западен Балкан формирале иницијатива Отворен Балкан. Можеби ќе влезе 4-та држава, можеби 5-та. Сега од една страна се отвара за на две. Користа е двострана. Например, има македонски претпријатија што имаат деловна соработка со Србија. Ќе дојде до некој судски спор. Тие си имаат свој адвокат и најверојатно би сакали тој да ги застапува во Белград ли е, во Ниш ли е, би требало да биде судењето. Тоа е поентата.